Витрините на Kia Motors Македонија ќе ги краси уште една блескава статуетка во вид на маска на ладилник, заштитен знак на манифестацијата која на свечен начин во хотелот Парк во Скопје им беше доделена на челниците на македонскиот импортер. По првата на СИД, втората на Рио, овој пат со титулата се закити четвртата генерација на спортаж. Манифестацијата на која се доделува ова вредно признание се организира по 22 пат, а местото каде се најдоа голем број представници од филата, естрадни уметници, новинари, овој пат беше хотелот Парк во Скопје. Уште еден безпрекорно организиран настан кој покажа дека е по многу нешта единствен на овие простори, на кои се дружаа сите оние кои работат и се дел од овој економски сегмент или едноставно кои ги посакуваат автомобилите. Топ тема овој пат беше носителот на титулата Автомобил на годината за 2017 година, а најважен миг на вечерта секако моментот кога председателот на жирито Владимир Ристовиќ му ја предаде блескавата статуетка во вид на маска на ладилник на директорот на Kia Motors Македонија Владимир Билбилов. Инаку во 22-тиот избор за престижното признание конкурираа 7 финалисти: Citroen C3, Kia Sportage, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Suzuki Baleno Hybrid и Toyota CHR, кои рамноправно конкурираа во трката за титула. Годинешнава награда Kia Sportage за нас представува хет-трик. По трет пат се здобиваме со оваа престижна награда. Првиот пат беше Kia Ceed, вториот пат беше Kia Rio и сега е Kia Sportage. Јас сум презадоволен од ова што денеска го доживувам. Се надевам дека и понатаму ќе нишеме уште повеќе успеси како и досега. Значи јас сум оптимиста дека и понатаму Kia ќе изненадува со квалитетни и нови продукти. Не би ми изненадало за скоро да постигнеме уште некој успех како и досега со некој ново возило. Очекувајте ме. Годинава право на глас има и финалистите, кои можеа да гласаат за еден кандидат, освен за собствениот модел. Возилото што доби најмногу гласови од финалистите освои еден глас кој е рамноправен со гласовите на членовите на жирито. Гласот од финалистите го доби моделот Suzuki Baleno. Жирито донесе едногласна одлука да додели специјално признание избор на финалистите, кој е исто така на представникот на македонскиот импортер за Suzuki Љубе Нешовски. На свеченоста му беше предадена од председателот на жирито. Македонскиот импортер на пневматиците на Континентал, Мотоцентар, пред новинарите и своите деловни соработници ја представи новата гама на гуми Премиум Контакт 6. Како што посочи првиот човек на компанијата, Горан Гроздовски, станува збор за пневматик кој е толку избалансиран што може да го задоволи секој предизвик, а кој во исто време нуди и максимална удобност и прецизност, динамично возење како и голем број изминати километри и низок отпор. Меѓу другото, главниот услов на новите Премиум Контакт 6 е да достават безкомпромисна безбедност. Со новите Премиум Контакт 6 пневматици, стручњаците од Континентал успеа во тоа да го спојат удобното со спортското. Ова значеше доаѓање до нови решенија за максимална безбедност, висока удобност при возењето и уникатен дизајн на шарата за супериорно управување, како и неговите претходници Conti Sport Contact 5 и Conti Premium Contact 5. Новиот Premium Contact 6 пневматик нуди врвни перформанси на сопирање, особено на влажни коловози. Експерти од Хановер развија решенија кои овозможуваат значителен напредок и во другите параметри на пневматиците, без да се намали високата безбедност. Заедно со високите стандарди во однос на безбедноста и удобноста, уште еден клучен фактор беше овозможување на спортско управување во сите модели на автомобили. За таа цел создавачите на пневматиците го усвоија shoulder дизајн на високотехнолошкиот пневматик Sport Contact 6 во комбинација со асиметрична геометрија. Ова им дава на Premium Contact 6 пневматиците својства на ракување кои се за 3% подобри од оние на Conti Sport Contact 5.
Главниот извршен директор на PSA Group, Карлос Таварес, е загрижен дека градоначалниците на некои од најголемите градови во светот, особено оние во Европа, може да одлучат какви автомобили ќе произведува автомобилската индустрија во иднина. Мислите ли дека ќе бидам среќен кога луѓе од 85 години ќе им се наметне да се движат со велосипед во Париз во некој студен снежен ден? Е прашањето на Таварес кон новинарите. Иритираноста на Таварес е сосема очигледна. Отпорот против дизел автомобили зема замав, особено во Европа и некои градови како Париз, каде е седиштето на PSA. Градските татковци сакаат целосно да се ослободат од дизелската понуда до 2025 година. Градоначалниците на големите градови на стариот континент добиваат се повеќе власт, бидејќи законотворците во Европската унија се уште не ги определиле правилата за развојот на урбаната мобилност на паневропско ниво. Целосното елиминирање на дизелите од големите градови е една од главните цели на организацијата C40. Почетокот е лансиран во октомври 2005 година, кога поранишниот градоначалник на Лондон, Кен Ливингстон, собра 18 своји колеги за да ги здружат силите во битката за намалување на штетните и стакленичките гасови. Сега во C40 членуваат градоначалниците на 90 градови, а на чело на организацијата е градоначалникот на Париз Ен Идалго, кој е познат противник на дизел автомобилите. Од C40 тврдат дека големите градови заземаат само 2% од територијата на планетата, но консумираат повеќе од 2/3 од енергијата и испуштаат над 70% од јаглерод диоксид во атмосферата. Големите градови се на удар кога станува спор за глобалната промена на климата и ние можеме да ја одиграме лидерската улога во тоа светот да обрне внимание на овие проблеми и да се заземе сериозно со климатските промени, пишува на сајтот на C40. Но мислењето на Таварес не значи дека тој е против иницијативите на C40. Напротив, шефот на PSA ја поддржува оваа иницијатива. Тој е уверен дека инженерите во компанијата можат да создадат такви мотори кои гарантираат пристап на сопствениците на различни модели Peugeot, Citroen и DS до големите градови. Она што го загрижува е дека кампањата на градоначалниците на големите градови ги ограничува можностите пред обичните луѓе. Производството на автомобили никогаш не било поповолно отколку што е во моментов. Во 2016 најголемите 17 производители регистрираа добивка од 104 милиарди евра. Тоа е цели 10 милиарди повеќе во однос на претходната година, покажува истражувањето на германскиот центар за патент менеджмент CAM, цитирано од висникот Handelsblatt. Резултатот е рекорден за историјата на автомобилското производство, кое во 2016 година забележа второ најдобро достигнување во продажбата, откако низ целиот свет беа продадени 78,1 милиони нови автомобили. Податоците од анкетата покажуваат дека лидери по оперативен профит се три концерни – Toyota, Daimler и General Motors. Јапонскиот гигант постигна EBIT, приход пред исплата на такси и даноци од 17 милиарди. Показателот на германскиот концерн е 12,9 милиарди, а на американскиот 11,9 милиарди. Овие три корпорации имаат околу 40% од приходите на светското автомобилско производство. По нив следуваат Ford со 9,8 милиарди и BMW со 9,4 милиарди. Со ова се потврдува фактот дека на 5 реномирани производители паѓа 60% од оперативниот профит на целиот сектор. Неочекувани резултати покажува анализата на профитабилност, односот меѓу оперативни и приходи на профит. На првото место е компанијата Subaru со 13,5%, а по неа следуваат BMW со 10%, Daimler 8,4%, Toyota 7,8% и GM 7,5%. Сепак како волумен, продажбата и профитот Subaru е далеку назад, бидејќи во 2016 година фирмата има продадено само 958.000 возила.
возила. Најголемите производители во светот за минатата година се Volkswagen и Toyota, чии продажби ја преминаа границата од 10 милиони единици. Финансиските резултати сепак ги одделуваат јапонскиот и германскиот концерн. Според компанијата за анализи Ernst & Young, концернот Volkswagen го зазема 14-тото место по профит со 7,3 милиарди евра. Сериозна разлика има во пазарната вредност на двата производители. Акциите на Toyota се проценуваат на 186 милиарди, а на Volkswagen на 69 милиарди. Производителот на електрични возила Tesla Motors е најскапата американска автомобилска компанија според бирзата на Nasdaq. Фирмата има пазарна капитализација од 52,8 милиарди долари, додека онаа на Ford и General Motors се процената на 45,19, односно 49,69 милиарди. Компанијата ги надмина конкурентите, иако има реализирано најмалку возила од нив, над 80.000 продажби за изминатата година. Останатите два американски концерни имаат регистрирано поблизу 7 милиони продадени возила. Според експертите од Wall Street Journal, најголемото зголемување на цената на акциите на Тесла се должи на фактот дека компанијата има јасна визија за иднината и можност за развој. Во моментов една акција на производителот на електрични возила се тргува за малку над $303, што е апсолутен рекорд. Интересен факт е дека во 13 годишната историја производителот се уште не излегол со профитот. Актуелниот бум се должи на тоа дека Тесла успеа да продаде околу 25.000 возила во првиот квартал на 2017 година. Резултатите на брендот до крајот на годината ќе бидат уште посериозни, бидејќи се поставува и моделот од средната класа Модел 3. Првите испораки на ценовно подостапниот електромобил на Тесла се очекуваат во текот на месец јули, а од компанијата допрва треба да се изврши производството 325.000 преднарачки. Од нив Тесла успеа да собере 1,2 милиарди долари кои беа потребни за стартување на сериското производство. Модел 3 ќе биде со почетна цена од 35.000 американски долари, а основната верзија ќе може да помине повеќе од 350 километри со едно полнење. На близу 280.000 метри квадратни во халите на Jacob Javits Center блеснаа близу 50 премиерни изданија, што со епитетот светски, што експонати кои имаат свое северноамериканско деби. Традицијата е секако една од најголемите вредности на оваа салонска автомобилска смотра, односно манифестации од ваков карактер во големото јаболко се одржуваат од далечната 1900 година. И она што можеби е најинтересно е фактот дека една од најстарите манифестации од ваков карактер, која годинава се одржа по 117 пат, беше мощна актуелна и овој пат во градот, каде статистиката покажува дека повеќе од половината негови жители немаат сопствен автомобил. Производителите на годинешниот салон се надпреваруваа во многу елементи, но примерни беа концептните изданија, што не е својствено за ваква манифестација. Токму во Њујорк светските гиганти ја представија еднината во автомобилската индустрија, а она што е во преден план е што мощно актуелни за она што не очекува се многуте технолошки решенија на полето на автономијата, хибридите, електричните возила. Инаку вреди да се напомене дека во големото јаболко годинава имаше близу 300 излагачи од над 30 земји во светот, со над 1000 експонати. На отворањето на меѓународниот салон за автомобили во Њујорк станаа познати имињата на победниците по категории во годинешниот избор за светски автомобил на годината. Главната награда му припадна на Jaguar F-Pace. Голем успех за моделот, како и на Jaguar како компанија, бидејќи ова е првиот англиски автомобил што се закитил со ова високо признание од воведувањето на конкурсот во 2003 година.
Во категоријата светски градски автомобил на годината 2017, наградата оди за BMW i3, а признанието за најдобар луксузен модел ќе го добие Mercedes E-класа. На крајот, во категорија спортски автомобил, жирито одлучи наградата да му ја додели на Porsche 718 Boxster Cayman. Останатите две признанија во наградите светски автомобил на годината, светски екоавтомобили и светски дизајн на годината одат кај Toyota Prius, Prime и Jaguar F-Pace. Вистински бум во Jacob Javits Center беше представувањето на монструмот на Dodge, најбрзиот сериски модел, Challenger SRT Demon. Дефиницијата најбрз во случајов е за забрзување од место до 96 км на час или 60 мили на час за само 2,3 секунди. Спринтот на четвртина милја изнесува 9,65 секунди. Под хаубата на автомобилот е поставен мотор V8 Hemi со компресор. Волуменот на моторот е 6,2 литри, а силата 850 конски сили, кои се достапни само ако во резервоарот е ставен бензин со октански број над 100. Моторот може да работи и со обично гориво, но тогаш моќноста е помала. Меѓу особеностите на Демонот е отсуството на седишта за патниците, како она до возачот, така и позади. Тие се нудат како опција. Моторот е комбиниран со 8-степен автоматски менувач, кој е различен од онаа на верзијата Hellcat. Автомобилот држи и доста интересен рекорд на Гинис, најдолго изминато растојание на еден сериски автомобил со предни тркала во воздух. Токму така, Demon забрзува толку брзо и нагло што успева да го поткрене предниот дел. Моќта од 8-цилиндерскиот мотор достигнува до тркалата преку 20-инчни гуми, а широчината на задните тркала е над 300 мм. Кога сме на тема најбрзите, компанијата Jeep го откри целосно новиот Grand Cherokee Trackhawk. Ова е најбрзиот и најмоќниот автомобил во историјата на моделот, а моторот го презема од моделот Challenger SRT Hellcat. Се очекуваше поради високата моќност кросоверот да биде со заден пренос, но инженерите на Jeep успеале да се справат со поставените задачи и машината е опремена со систем за погон на сите 4 тркала. На изглед моделот се разликува по решетката на ладилникот, како и по хаубата, кој доби специјални отвори за подобро ладење. Под хаубата на Grand Cherokee Trackhawk е поставен 6,2 литарски бензински V8 мотор кој развива 717 конски сили и обезбедува максимален вртежен момент од 875 Нм. Тој работи во комбинација со 8-степен автоматски менувач кој е модернизиран за да се справи со моќноста на моторот. Системот 4x4 моќта може да ја дистрибуира во повеќе режими, а ги има вкупно 5. Забрзувањето од 0 до 97 км на час или 60 мили трае 3,5 секунди, што е прилично импресивно. Растојанието од четвртина милја или 402 метри се минува за 11,6 секунди, а максималната брзина на кросоверот е 290 км на час. Од американските производители ги издвојуваме Buick Enclave Avenir, кој пристигнува со одредени модификации. Донесува неколку нови решенија и 7 места за патниците. Avenir едноставно е синоним за луксус и раскош, со многу ексклузивни примеси. Втората новина е Buick Regal, олицетворение на новата генерација на Opel Insignia, наменета за американскиот пазар. Acura ја представи обновената TLX верзија која добива нова маска, браници, поагресивни LED светла. Вистински хит представуваше TLX A5, кој дебитира исклучиво со V6 мотори и избор на погон на предните тркала. Новитети кај ова издание се 19-инчни тркала, дифузори, LED светла за магла и бочни прагови. Несомнено, на секој ваков поголем настан во свое блескаво издание се обидуваат да се представат јапонците. На автосалонот во Њујорк, компанијата Lexus ја представи новата верзија на предводникот LS500, која доби додаток F-Sport кон името.
На изглед Lexus LS500F Sport се одликува по решетката на ладилникот, над чиј распоред дизајнерите работеле повеќе од 5 месеци. Таа се состои од 7100 елементи, а е поврзана со осветлувачки тела околу неа. Набилданиот седан ги има сите додатоци на корпоративната технологија за управување на шасијата, активен систем за управување на сите 4 тркала, спортски поставки на суспензија. LS500F Sport е опремен со битурбо V6 со зафатнина од 3,5 литри, кој развива 415 конски сили и 600 Нм вртажен момент. Моторот се комбинира со 10 степен автоматски менувач. Хибридната верзија на моделот се потпира на атмосферски 3,5 литарски бензински V6 мотор, 2 електромотори и комплет литиум-ионски батерии. Моќноста на агрегатот е 354 конски сили. Toyota го представи концептниот модел FT4X, кој треба да покаже како ќе изгледа наследникот на FJ Cruiser. Теренецот се одликува со нестандардна врата која може да се отвора нагоре и странично, а во вториот случај се дели на две. Засега од компанијата не брзаат да го одредат FT4X како наследникот на FJ Cruiser и затоа одбија да коментираат дали овој модел ќе се појави во сериско производство и кога евентуално ќе се случи тоа. Возилото е изградено на модуларната шасија TNGA. По димензии тоа е споредлив со кросоверот CHR. Детали за агрегатот на прототипот не беа откриени, само дека конструкцијата на моделот овозможува користење на 4-цилиндарски мотори кои се комбинираат со варијаторна трансмисија и систем за погон на 4 тркала. Прикажаниот во Њујорк прототип е дело на студиото за дизајн на Toyota во Калифорнија. Сегментот на мали кросовери во Европа, според официјалните прогнози, ќе продолжи рапидно да расте. Новитетите од Volkswagen, Hyundai, Opel, Kia ќе придонесат во овој сектор за продажба до 2 милиони единици до 2018, а над 2,3 милиони до 2020. Прогнозираат аналитичарите. Обемот на продажбата во овој сегмент порасна на 17% или на повеќе од 1,4 милиони продадени примероци минатата година, според податоците на Yato Dynamics. На лидерските позиции се Renault Captur и Peugeot 2008, а дополнителна форца обезбедија Fiat 500X, Suzuki Vitara, Ford EcoSport и Jeep Renegade. Ако се зема статистички по земји, тогаш Франција е несомнено најголемиот пазар за овој вид возила, зашто секако своја заслуга има одличниот пласман, како што веќе потенциравме на Captur и 2008, но и Dacia Duster. Вкупно 14% од овие возила минатата година се продадени во земјата на Галите. Италија го презеде второто место од Велика Британија, пред се поради одличниот пласман на Fiat 500X, а на четвртото место се најде Германија, каде најпопуларен модел е Opel Mokka X. Како сегментот созрева, се повеќе производители му се придружуваат, а клиентите стануваат се построги во своите побарувања. По повеќе години на игнорирање на овој навистина неверојатно растечки сектор, Volkswagen конечно влегува со T-Roc, пошто ќе следи и помал модел, најверојатно наречен T-Cross. Кога сме кај концернот, шпанскиот Seat веќе од подамна ја најави Arona, а сличен автомобил подготвуваат и од Шкода. Јужнокорејскиот двоец Hyundai и Kia исто така ќе имаат своје деби на ова поле кон крајот на годината. Адутот на Kia се очекува да биде Stonic, базиран врз Рио, а своето официјално деби ќе го има во Франкфурт. Од она што треба да очекуваме годинава секако е Opel Crossland X, кој имаше своје деби во Женева, кој сепак ќе биде под Mokka X. Подоцна се очекува и новината од Citroen, сериската верзија на C-Aircross, која ќе се позиционира под Cactus. Според податоците на Yato Dynamics, цените на мини кросоверите минатата година беа за 25% поголеми од стандардните изведби. Годинава нема да има измени, но во трката да се добие поголем дел од колачот, се е можно. Со право се очекува и натаму да остане лидер Renault Nissan, кој има многу адути на ова поле во гамата.
Captur, Juke, Duster, а секако мора да се смета на PSA, која по аквизацијата на Opel Vauxhall ќе го има и Crossland X. Солиден играч на ова поле и Suzuki, кој лани имаше 6,4% учество во сегментот, пред Volkswagen групацијата со 4,7%, која секако по лансирањето на своите новини се очекува да напредува многу повеќе. Генерално гледајќи, ако веќе ја комплетираме статистиката, малите кросовери се многу попопуларни во Јужна отколку во Северна Европа, првенствено што некои модели немаат опција на погон на сите 4 тркала. Според Yato Dynamics, само 14% автомобили во овој сектор биле со интегрален погон за минатата година. Воедно падна интересот за дизел изведбите. Само 47% биле со мотори на ова гориво, поради општата ситуација со дизеломанијата на стариот континент, а само една година пред тоа статистиката вели дека овој процент бил 56 од продадените возила. Автомобилскиот салон во Париз минатата есен остана без присуство на некои од големите брендови, а очигледно овој тренд ќе се задржи и годинава во Франкфурт. Досега дури 9 марки се изјаснија дека ќе го пропуштат саемот, а нивниот број лесно може да се зголеми. Во интернет ерата и се посериозната офанзива на приватните настани за представување на нови модели на возила, големите салони веќе не се толку важни колку што беа во минатото. Организаторите на салонот во Франкфурт веќе ги потврдија првите откажувања за учество од салонот годинава. Citroen и DS од групата, PSA, Fiat, Alfa Romeo и Jeep од FCA, Nissan, Infiniti и Mitsubishi од Renault Nissan. Овие брендови се додаваат кон Volvo, каде пред неколку месеци изјавија дека во иднина, кога станува збор за врвните салонски манифестации во Европа, планираат да учествуваат само на оној во Женева. Што и да објаснуваат од компаниите, причините за некоја марка да пропушти автомобилски салон се недостаток на пари или отсуство на нов модел, но многумина експерти мислат дека сето ова има своја позадина. Од проблемите на големите европски салони добро профитира оној во Женева. Швајцарскиот саем продолжува да расте и постепено се претвора во автомобилски салон број 1 на стариот континент, без да страда од проблемите со кои се судираат Париз и Франкфурт. Оние кои малку подолго ја пратат автомобилската индустрија се затечени од денешните одлуки на производителите на автомобили кои одат во крајности. Имате случај каде производителот прати со години еден стил на надградба на автомобилите, негирајќи ги сите други, цврсто бранејќи ги своите конзервативни ставови, а тогаш, како се вели, преку ноќ го менуваат своето мислење и приотот оди кон развој на сосема нешто поинакво, ново. Еден од тие примери за ова е токму Volvo. Некој да ви сугерираше пред 10 години дека токму швеѓаните ќе бидат тие кои ќе ги диктираат современите трендови во светот на автомобилската индустрија. Добро ќе го измеравте и ќе му забележавте да поведе сметка за што зборува. Меѓутоа, ситуацијата денес е таква. Она што го направи Volvo е навистина приказна за себе. Новите модели, впрочем, ја задржа истата доза на традиција, скандинавската скромност и елеганција, но како што веќе напоменавме, со малку имагинација, некои стилски решенија и додатоци денес се меѓу најмодерните, најпривлечните, едноставно меѓу најбараните. Па за ова говорат и бројките од рекордните продажби. Причината за ова е добро позната, а се наметнува како одговор на фактот дека општите движења на пазарот во автоиндустријата покажуваат дека современите трендови мора да се пратат. А дали е се баш така со Volvo? Браковите во кои се влегува под притисок или по потреба обично не завршуваат добро. За среќа со Volvo не е така. Швеѓаните направија одлична сделка со кинезите. Добија пари кои им беа потребни за
за реализација на многу проекти и тргна повеќе од добро. Volvo навистина бележи одлични резултати на сите пазари, посебно во Европа, а ветува и подобра иднина. Volvo тргна силовито, а најавува невидена офанзива, како со нови модели, така и со извонредни технологии. Првиот исчекор го направи генерацијата 90, а несомнено вистинско освежување представува обновената генерација 40. Во соработка со Mida Grand Motors, застапникот за програмата на Volvo на овие простори, имавме прилика да управуваме еден представник од гамата, што е вистински хит во понудата, V40 со 2-литарски дизел мотор со моќ од 120 коњи и едишн ниво на опременост. Она што на прв поглед го привлекува вниманието кај освежената верзија на V40, секако се светлата во облик на чеканот на Тор, кој на одреден начин донесува пресврт во стајлингот и дизајнерската филозофија во производството на Volvo. Со неколку мали корекции и незначителни зафати, редизајнираниот V40 прераснува во модерен компакт кој секако ќе ги помрси сметките во премиум сегментот. Она што апострофиравме, преку ноќ се наметнува да застане рамо до рамо со Audi A3, Mercedes CLA, BMW 1, бидејќи навистина има адути за тоа. Од новините, освен обликот на фаровите кои во тесниот модел се со LED технологија, треба да се издвојат редизајнирани браници, нова графика на светлосните групи, поинакви логоа и нов дизајн на тркалата. Многу пати сме напоменале дека за убавината на возилото навистина е тешко да се дискутира, бидејќи за вкусови не треба да се прават анализи. За нас, новата визуелна форма на автомобилот заслужува внимание. Се карактеризира со доза на елеганција, грациозност, шарм, несвојствено за еден швеѓанец, а? Добро скроен костум, страшна кошула, врвен стајлинг, испеглан, измазнет, залижан. Иако Volvo веќе долго време работи на нови платформи, за жал редизајнираниот V40 останува на PA3, која во иднина секако ќе биде заменета. За оваа цел конструкцијата е малку зацврстена и направени се одредени додатоци во елементите од легури. Кога сме кај она под лимаријата, Volvo V40 донесува исто така многу модификации во подвозието, подпирањето, на полето на безбедноста. Ова останува и по обновувањето, несомнено по многу нешта, најбезбедното возило во сегментот. Во нивото на опрема која ние го имавме на располагање, беа вградени воздушно перниче за пешаци, револуција во заштитата која се грижи и за оние кои се надвор од возилото. City Safety составот од најновата генерација мисли на се, кога вие немате баш време за се. Функционира маестрално, дури во 99% од случаите до 40 км/ч со составот на системи. Од другите состави ги издвојуваме EBA, асистенција при нагло сопирање, EBL, итна светлосна сигнализација, DSTC, динамичка стабилност и контрола при пролизгување, SIPS, заштита од страничен удар, и DIS, интелигентен систем за информирање на возачот, WHIPS, заштита од повреда на вратните пршлени. Кога веќе ја споменавме внатрешноста, и таа изгледа онака премиумски. Секој детаљ остава впечаток на квалитет и едноставно парите кои ќе ги издвоите за овој V40 имаат поголемо значење кога ќе ја доживеете внатрешноста. Простор има онолку колку што дозволува сегментот. На предните седишта се седи раскошно, а позади ситуацијата е различна. Недостасуваат сантиметри за колената и главата на патниците поголеми од 180 сантиметри. Багажникот е 375 литри и во склад со стандардите во класата. Од поединостите ги издвојуваме греачите за седиштата и ветробранското стакло, целосните LED светла, кожните преслаки на управувачот и менувачот, украсните додатоци. Ознаката D2 значи 2-литарски со моќ од 120 конски сили и припаѓа на новиот пакет агрегати на Volvo.
Во серијата пристигнува со составот старт-стоп и според многу нешта е Best Buy. Одлично се снаоѓа со места и карактерот на моделот V40, а вртежниот момент во поволен режим на работа од 270 Нм овозможува лесно забрзување и управување со полна снага на располагање во секој момент. Фабричките податоци велат дека неговата потрошувачка е околу 5 литри на 100 изминати километри, а нам според нашите мерења 6,6 литри. За возните својства за еден Volvo, па и овој V40, не треба премногу анализа, само дека динамичноста и прецизноста се на ниво на она што го нудат и поголемите изведби од брендот. Менувачот брз и со краток од спортски, иако во дизел издание, кога сеќе се собере на вистина високи оценки за автомобилот, а во моментов и во акција само 24.990 евра. Главниот фокус на Honda за време на годинишното издание во Њујорк беше на двете нови електрични возила, со цел да ја зголеми 5 пати продажбата на електрични возила во следните 4 години. На форумот во Њујорк Honda ги презентира за прв пат пред широката публика своите адути, новите Clarity Plug-on Hybrid и Clarity Electric, кои веќе формираат семејство во комбинација со позната веќе на пазарот водородна Clarity Fuel Cell. Новата Honda Clarity Plug-in Hybrid се очекува да им понуди на корисниците автономија во чист електричен режим до 67 км. Во комбиниран режим со високо ефикасниот 1,5 литарски 4-цилиндарски мотор со внатрешно согорување, хибридниот погонски систем ќе биде во можност да обезбеди автономија од над 530 км. Clarity Plug-in Hybrid располага со електромотор со мокност со 181 конски сили. Батеријата на возилото од 17 киловат-часови може да биде наполнета за 2,5 часа, а возачот има можност да избира помеѓу 3 различни режими на управување: нормал, еко и спорт. Онаа 100% електричната верзија Clarity Electric е опремена со електричен мотор со мокност со 161 конска сила, а неговата батерија од 25,5 киловат-часови може да биде наполнета целосно за малку повеќе од 3 часа. При користење на систем за брзо полнење за 80% потребни се само 30 минути. Subaru ја демонстрира за прв пат во светот новата концептна изведба Ascent, која е едноставна идеја за она што може да очекуваат клиентите на марката во САД и Канада следната година. Концептниот Subaru Ascent со основни димензии должина 5050, ширина 1989 и височина 1839 мм, а интериерот конфигуриран со 3 реда седишта нуди можност за транспорт до 7 лица. Сериската верзија на Subaru Ascent, која е во план да се нуди на пазарот со истото име, ќе биде лансирано со целосно нов DI Boxer мотор и систем за погон на 4 тркала. Ќе се произведува во фабриката на брендот Lafayette во Индијана и ќе се нуди само во Северна Америка. Најголеми воздешки кај посетителите несомнено предизвика концептниот GV80, кој демонстрира како би можел да изгледа првиот SUV предлог на Genesis. Со футуристички и луксузен дизајн, со бројни акценти како импресивни 23-инчни тркала, но и со мултифункционален и модуларен интериер, GV80 концепт на Genesis е опремен со хибриден водороден погонски систем. Кај GV80 концепт од Genesis ја потенцирале сериозно интеграцијата на најновите достигнувања во областа на комуникацијата, како што е иновативниот Human Machine Interface, управување кое се остварува со помош на мултифункционален контролер со капацитивна површина. Во внатрешноста на Genesis GV80 има 22-инчен сферичен OLED екран со две одделни зони за возачот и за совозачот, персонални ергономски седишта, високо квалитетни материјали. Европската елита во Њујорк беше предводена од Ауди.
Спортската поделба од Инглштад пласира лимитирана серија на Air 8 Sport Edition, која дебитира на салонот во Њујорк. Серијата ќе вклучува само 200 автомобили на кои има одредени промени. Секој произведен автомобил ќе се разликува по одредени детали, со посебен акцент на боите кои ќе присуствуваат на каросеријата: сива, црна и црвена, тркачки бои на Audi Sport. Меѓу најважните елементи кај Air 8 Audi Sport Edition се новите 20-инчни алуминиумски филни со 10 краци, а сопирачките апарати ќе се црвени или антрацитно-црни. Кабината добива осветлени прагови, избор на бои кои одговараат на шема на колоритот на интериерот, како и плочка со бројот на возилото од лимитираната серија. Вратите и седиштата се тапацирани со комбинација на црна и црвена кожа, а рабовите се темно-сребрени, за да се во контраст. Во Германија цената на Air 8 Audi Sport Edition започнува од 181.900 евра за верзијата V10, а за V10 Plus тргнува од 205.800 евра. Европската ергела ја дополни и доработениот за оваа цел за американските фанови AMG GT. Првиот модел кој ќе ја користи етикетата EQ Power Plus, која означува дека се работи за хибриден модел кој користи микс од бензинска и електрична моќ за постигнување на максимални перформанси. Во изложениот модел е вграден AMG 4-литарски твин турбо V8 во комбинација со електричен мотор. Моќноста се очекува да е поголема од 600 конски сили, а забрзувањето од 0 до 100 км на час за помалку од 3 секунди.